Почитувам председателя на Собранието на Република Македонија, господин Джафери, почитувам министра за финансии, господин Тевдовски, почитувани министри во владата на Република Македонија, почитувана директорка на Светската банка во земјите од Западен Балкан, господја Ван Гелдер, почитуван гувернер и вице-гувернери овде присутни, почитувани поранешни министри за финансии, почитувани гости. На почетокот, дозволете да го изразам моето лично задоволство од поканата да учествувам на првата годишна конференција на Министерството за финансии по повод прогласувањето на 2 април за Ден на буџетот. Особено ми е драго што Министерството за финансии го избра овој датум, односно денот кога во 1992 година беше донесен првиот буџет во независна Република Македонија. Го сметам тоа за силен државнички континуитет и за оддавање признание за работењето на финансиските институции на државата, без разлика на политичките разлики и објективните премрежија низ кои помина нашата Република Македонија во изградбата на демократските институции. Кога ја формиравме актуелната влада на Република Македонија, се заложивме својата работа да ја темелиме на отворени, транспарентни, сигурни и ефикасни владени институции кои комуницираат и соработуваат со граѓаните. Низа истражувања спроведени од страна на домашни и меѓународни граѓански организации, како и меѓувладени организации, нотираа дека во последните 10 години концептот на отворена влада во Република Македонија беше занемарен, а транспарентноста на институциите значително запоставена. Затоа, во рамките на својата програма за работа и во склоп на невисоките реформски документи, како што е планот 369, актуелната влада реализираше пакет активности кои недвосмислено се насочени кон транспарентност, отчетност и одговорност. Тие активности и мерки ја одразуваат заложбата за целосно спроведување на концептот отворена влада. Од оваа темелна вредност нема отстапување, вклучително и кога станува збор за донесувањето и транспарентната реализација на еден сложен документ, како што е буџетот на државата. Транспарентноста на буџетот е фундаментална кога станува збор за одговорноста на владата пред граѓаните. Прашањето на граѓаните се легитимни и треба да очекуваме да не бидат поставени. Колку пари чини владата? Дали финансирањето на државата со парите на граѓаните е поставено на предвидливи и одржливи основи? Дали државните службеници ефикасно, мудро и добро ги користат јавните пари? И така натаму. Дозволете ми да потсетам дека оваа влада се придржува и до уште еден принцип, ветувањата да ги остваруваме, дадениот збор да биде збор. Кога станува збор за транспарентноста на буџетот и одговорното буџетско работење, ветивме дека буџетите ќе бидат подготвувани и донесувани со процес на широка јавна дебата. И тоа пред да се влезе во владина постапка. И така беше. Во дебатата за буџетот за 2018 година учествуваа невладиниот сектор, експертската јавност, коморите, синдикатите, како и представници од меѓународните финансиски партнери на нашата земја. Дадовме збор и го исполнивме. За прв пат објавивме граѓански буџет врз основа на податоци за предлог буџетот за 2018 година. Исто така изработени се и граѓански буџети од страна на сите министерства за нивните поединечни буџети. Граѓански буџет беше објавен и за ребалансот на буџетот за 2017 година. Го подобривме полугодишниот извештај за извршување на буџетот на Република Македонија и тој за прв пат содржи детални податоци за сите буџетски корисници. Одиме и понатаму. Највисоките носители на јавни функции ги објавија своите лични службени трошоци заедно со извештај за сработеното, а граѓаните наскоро ќе може да гледаат како се троши секој денар од буџетот од преку својот компјутер. Министерството за финансии навистина реализираше голем број иницијативи за подобро, поефикасно и одговорно буџетско работење на сите нивоа и на сите јавни институции. Почитувани, веќе е препознаено и оваа влада ќе остане на определбата парите на граѓаните повторно да се враќаат кон нив и кон стопанството, откако претходно ќе бидат вбризгани во проекти за унапредување на македонската економија и за подобар живот и за здравието на граѓаните.
како и за буџетот за 2018 година. И понатаму ќе се стремиме планирањето на буџетот да обезбедува услови за реално раздвижување на економијата преку повисоки капитални инвестиции и сериозна државна подршка за нови инвестиции, зголемување на конкурентноста и раст на извозот. Секогаш ќе целиме кон што поголема реализација на капиталните инвестиции како важен сегмент за планираниот раст на економијата и за финансиска стабилност на нашата Македонија. Така планираниот и димензиониран буџет истовремено ќе ги обезбедува и основните функции на државата, непречена и навремена исплата на плати, пензии, социјални трансфери и други трансфери кон граѓаните, буџетските корисници и другите економски субјекти. Нашите активности во буџетските политики се следните. Создаваме услови за нови работни места и повисоки плати. Инвестираме во темелите на општеството, образованието, здравството. Им помагаме на сите граѓани на кои тоа им е потребно. Стандардите за живот на граѓаните на нашата земја ги доближуваме до стандардите на Европската унија и земјите членки и нашите партнери од НАТО алијансата. Кратењето на непродуктивните трошоци го започнавме уште со ребалансот на буџетот во 2017, а тоа е поизразено со буџетот за 2018. Така ќе продолжиме и понатаму, а тие пари ќе се распределуваат за потребите на граѓаните. Економската активност во втората половина од минатата година, откако дојде оваа влада на власт, забележи позитивни стапки. Позитивни трендови имаме на почетокот на оваа година со висок раст на индустриското производство. Конкретен резултат на овие трендови е надминувањето на прагот од 24.000 денари на просечната плата. Делумно тоа е и благодарение на покачувањето на минималната плата која оваа влада го спроведе. Во првиот буџет, кој оваа влада целосно го креираше, издвоени се средства за повисоки плати за армијата, здравството и образованието. Но издвоени се и значителни средства за капитални инвестиции, за градење на патишта, училишта, здравствени установи, детски градинки и така натаму. Наша цврста определба е да се грижиме еднакво за сите граѓани. Врз тие принципи го креираме и спроведуваме буџетот на Република Македонија. Почитувани, оваа година очекуваме понатамошно интензивирање на економскиот раст. Од политичката стабилност и од политиките за враќање на довербата кај инвеститорите се очекува раст на приватните инвестиции. Растот на платите и вработеноста во приватниот сектор, поддржан од владини мерки, придружени со очекувањата за ниска и стабилна инфлација во земјата, ќе придонесат кон зголемување на приватната потрошувачка. Понатаму, континуираниот солиден извоз од новите производствени капацитети, како и опоравувањето на традиционалните извозни сектори, како резултат на зајакнатата економска активност на земјите трговски партнери, ќе придонесат за зголемување на извозот на Македонија и поголемо искористување на индустриските капацитети во земјата. Согласно ваквите очекувања за движењето на домашната побарувачка наредната година, како и предвидувањата за меѓународното економско обкружување, очекуваме дека проекцијата за реалниот раст на бруто домашниот производ во 2018 година ќе достигне 3,2%, што е во согласност со повеќе проекции на релевантните меѓународни и домашни институции. Почитувани, Македонија е во фаза на економски раст. Благодарам.